Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, воспоставувањето на диалог со опозицијата е во исклучително важен момент за европската иднина на земјата. Чекорот што го направи Христијан Мицкоцки со прифаќањето на уставните измени е за поздравување. Сето ова создаде добра основа за продолжување на диалогот со ДПМН, но и со сите релевантни политички партии застапени во Македонското собрание. Сега може да разговараме како заеднички да ги изведеме уставните измени, неопходни за продолжување на европскиот пат. СДСМ ќе биде проактивна во овој процес. Токму затоа на синокешната седница на Централниот одбор донесовме одлука за формирање на работна група. Овој тим ќе го продолжи диалогот со ДПМН и останатите политички партии за носење на уставните измени и продолжување на евроинтеграцијскиот процес. Што поскоро уставните измени влезат во собранието, тоа подобро. Сега е моментот сите заедно да дадеме придонес, да ја донесеме важната одлука и да ја обезбедиме европската иднина на државата. Оваа одлука не е заради моментален политички рейтинг, ниту заради една партија или група поединци. Оваа одлука е за сите наши граѓани, одлука за македонските работници, одлука за лекарите, наставниците, земјоделците, пензионерите. Ова е одлука за сите наши млади, за учениците и студентите кои сакаат и заслужуваат да живеат во држава членка на Европската унија, но да останат тука, во своите градови, во своите населени места. Затоа диалогот продолжува. Ќе ги интензивираме нашите активности со цел потребните реформи да бидат донесени брзо, за целиот рок на преговарање да заврши успешно и веќе до 2030 година да станеме полноправна земја членка на Европската унија. Ви благодарам и повелете се прашање. Доколку нема, ви благодарам.